Денешната седница одсутни ќе бидат Катица Николска, Нури Байрами и Владимир Георгиев, оправдано одсутни, но затоа имаме кворум да продолжиме уште нешто ситно што остана од вчерашната, од Трпе и од Шемси, колку што знам. Јас имам 2-3 Добро, и после тоа да продолжиме со колегиум, доколку имаат новинарите нешто да прашаат и да продолжиме со колегиум. Ајде, како идете наред? Шемси, како иде Совче, па Шемси, па Горан, така? Совче, јас па Горан. Ајде Совче. Ајде. Прво едно известување за да го архивираме предметот. Ова известување, бројот е 124188, кога сме доставиле барање до Судскиот совет за постапување на судија во Основен граѓански суд Скопје за злоупотреба на службена положба и овластување, иницирана од поранешни вработени во Агротик Вешкавадраци. Советот не известува дека постапува во врска со истите наводи, има иста таква представка, така да ние немаме што да не стои отворен предметот. Ова само е за информирање да се архивира предметот. Од наша страна е постапена и судот и Судскиот совет постапува, така да можеме да го затвориме. Добро, ајде да одиме поред, нека продолжи Шемси. Добро, ова не треба да се гласа, пошто е изгласано е веќе. Не, нема потреба, ова е само информирање дека имаме добиено одговор и дека треба да се архивира предметот. Окей. Значи, предмет, се слушаме, не? Предмет 08-3454. Предметот е оформен по собствена иницијатива. Во постапувањето по предметот е утврдено дека лицето по престанок на функцијата пратеник во Собранието на Република Северна Македонија не поднело анкетен лист до ДКСК, така да согласно значи стои прекршок согласно член 82 став 3 од Законот за спречување на корупција и суди на интереси, кој е казнив по членот 109 од истиот закон. Значи, од страна на прекршочната комисија по ДКСК донесено е решение со кое именуваното лице е огласено за одговорен и му изречена прекршочна санкција глоба од 300 евра. Тргнувајќи од наведеното се предлага да се донесе одлука постапката по наведениот предмет да се запира. Фактички е поставена глоба за ненавремено доставување на анкетни листи. Тоа е тоа. Одлуката е да се запира постапката. Билјана, микрофонот. Сори. Кој е за предлогот за запирање на постапката? Ајде. Постапката се запира, сите сме за. Ајде. Ајде, Горан. 3462. Во предметот е утврдено дека пратеник по престанок на функцијата не поднел анкетен лист до ДКСК, со што сторило прекршок по член 82 став 3 од Законот за спречување на корупција, кој што е казнив по член 109 од истиот закон. Од страна на прекршочната комисија донесено е решение во кое именуваното лице огласено за одговорно и му е изречена прекршочна санкција глоба во износ од 400 евра. Тргнувајќи од горе наведеното, предлагам да се донесе одлука постапката да се запре. Чекај, не разбрав, овој платил или не платил? Да, плат, глоба. Да, плат. Добро, ајде. Постапката се запира, кој е за? Горан, само информација, значи, овие предмети по прекршочен платен налог не им е платено, утврдена им е глоба од прекршочната комисија, така да доколку не платат, оди на присилна наплата преку управа за јавни приходи. Па мене тоа ме збуни 400 евра. Знам дека платниот налог е 150. Не платил. Не, има некој прекршочна постапка, утврдена е глоба од страна на прекршочната комисија, доколку таа плати, оди на присилна наплата. Значи, да се запира постапката. Добро. Значи, ние тука ја запираме постапката, понатаму
дел на прекршочната комисија, тие ќе си го плати целиот износ, не пола како што е со платниот. Да. Ќе си го плати целиот износ. Ако не го плати тој износ, ќе си оди на прекршочен суд. Така се сите овие предмети исти се. Добро. Совче имаш нешто? Или толку беше? Имам. Број 12. Ама сега не се расприкажувајте многу, сите Не. Значи од 12 сат поише не работиме, да знаете. Не, значи минута и Сите половина. совие се. Предмет од број 12, 2092, поднесен е од познат подносител, а со наводи за незадоволство од постапување на судија во основен суд. Зашто станува збор? Најпрво, овој подносителот на пријавата се искажува дека адвокатот што го застапувал постапил спротивно, не му доставил документи и не знам поднесоци, затоа поднел тужба до судиката, а судиката па не му пресудила во корист негова. Значи некои работи кои што тотално немаат едно со друго, на крајот на криштата станува збор за судска постапка. Странката има право да се оди понатаму, ако не е задоволен од пресудата на основниот суд, може да си оди на жалбена постапка пред второстепениот и да се отфрли. Значи воопшто немаме ние што да преземаме како действие. Кој е за отфрлање на предметот? Предлогот се прифаќа. Шемси. Предмет 08 3476. Пријавата е поднесена од непознат подносител под наводи дека еден поранешен градоначалник има повеќе станови и простори истекнати по некои коруптивни начини без некои дополнителни податоци. Предметот е доста стари, се работи за градоначалник кој веќе не е градоначалник, не се од овој состав, туку од претходниот состав. Така да предлогот е предметот да се отфрла и постапката да се запира. Кој е за предлогот да се отфрла предметот? Предлогот се усвојува. Горе. Предмет 3629. Исто така е предмет во кој што е утврдено дека лице по престанок на функцијата вршител на должност директор не поднел анкетни лист до ДКСК, исто така именуваниот не поднел анкетни лист ниту по престанокот на функцијата член на комисијата. По страна на прекршочната комисија во ДКСК донесено решение со кој именуваното лице е огласено за одговорно и му се изречени и санкција, односно глоби во износ од по 300 евра. Тргнувајќи од горе наведеното, се предлага да се донесе одлука постапката да се запре. Добро. Кој е за предлогот да се запре постапката? Констатирам дека постапката е запрена. Да ве прашам уште колку круга сакате да вртиме? Јас имам уште еден предмет. Еден. Ти, Горан? Јас имам 4, ама сите се овие од Добро, ајде, уште вие еден и после ти само ќе бидеш. Јас да заокружам работата на седмицата по моите предмети. Овој предмет интересна една реакција, предметот е број 12-1901. Реакција на познат подносител граѓанин незадоволство од содржината на законот за легализација на бесправно изградени објекти, кој искажува своето незадоволство. Нормално, оваа работа, како што и вчера споменавме и во други прилики, ние знае и јавноста како реагиравме на тој закон, каква е судбината на тој закон. Едноставно, мораме да донесеме одлука за отфрлање, а по неја се содржи тоа што ние веќе направивме јавна расправа и како имаше ефекти од таа јавна расправа. Добро. Кој е за предлогот за отфрлање на предметот? Констатирам дека предлогот е прифатен. Шемси. Предмет број 12-2737. Предметот, фактички пријавата се однесува за една италијанска извршна пресуда која е од 2005 година или 2004, значи доста одамно, поднесена од страна на
техничкиот секретар во нашата амбасада во Италија, има извршна пресуда, само требаше да се врши исплата од нашата амбасада и од Министерството на надворешни работи, но врз основа на ова пријава ние веќе имаме донесена една одлука на 42-та седница од 14.12.2020 година, сработена од страна на колешката Катица, каде што предметот е отврден заради ненадлежноста од нашата страна, така да ненадлежни се прогласуваме и веќе имаме постапено по истите наводи од порано, предметот се отфрла. Океј, кој е за отфрлање? Констатирам дека предлогот е прифатен. Ајде, пукај до крај. Предмет 935. Во постапувањето утврдено дека лице по престанок на функцијата директор не поднел анкетен лист до ДКСК, што го прекршило законот. Од страна на прекршочната комисија во ДКСК донесено е решение со кое именуваното лице огласено за одговорно му изречена глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност. Тренувајќи наведеното се предлага да се донесе одлука по постапката по наведениот предмет да се запре. Кој е за предлогот? Констатирам дека е усвоен. Ајде уште 3. 2177. Утврдено е во предметот дека лицето по престанок на функцијата директор не поднел анкетен лист до ДКСК, со што го прекршил законот. Од страна на комисијата му е издаден прекршечен платен налог, од страна на именување е постапено по издадениот прекршечен платен налог, односно платена е пола од глобата. Тренувајќи од горе наведеното, се предлага да се донесе одлука постапката да се запре. Предлогот? Кој е за предлогот? Констатирам дека е усвоен. Исто така и ова предмет, бидејќи по избора на функција на директор не поднел анкетен лист и изјава за интереси до комисијата. И прекршочната комисија во ДКСК изрекува глоба од 300 евра за изрекува глоба од 300 евра. Глобата и трошоците не се платени, но сепак предлагам предметот да се запре, бидејќи кај нас веќе завршена е работа. Кој број беше го? Како претходните што го. Да. А што ќе биде сега што не се платени, ќе иде на суд? Па да, прекршочна кај нас и ќе оди на суд. Прекршувана комисија веќе. Да, мисли дека Ајде, предлогот го ставам на гласање, кој е за? Морам броја да ми го кажеш. бројот 1274. Не, 2853. 2853. И толку. Готово. Пред да ја затвориш седницата, председателке, бидејќи мислам имаме информации на секоја седница скоро дека се платени глоби и така натаму. Не е лошо од време на време да правиме пресек на платените глоби, затоа што ова е една од работите која што е доста ажурна и за разлика од годините порано, мислам дека ефикасноста на постапувањето на нашата прекршочна комисија е за пофалба и дека сумата што се наплатува за сторените прекршоци не е занемарлива и тоа не е лошо јавноста да биде од време на време. Да, добро, тоа го ставаме обично во извештајот, ги вадиме. Извештајот е, нели, годишна работа. Добро, не е проблем, ајде ќе обезбедиме таков податок, убав е предлогот, немам ништо против томан работа. Од време на време. Сега ќе ни се зголеми ефикасност уште повеќе со тие 710. Точно, заради тоа го тие ќе си влезат во извештајот, така што да ја освежиме информацијата за средствата што на годишно како и да е, си даваме ние наш придонес во буџетот. Имено. Тоа ти да не поддржи кај што ни треба. Добро, дали некој од новинарите има прашања?
Ако нема, ќе ги молам да се исклучат, ако има нека повелат, затоа што ние ќе продолжиме со колеги. Колку што гледам, нема прашања. Добро, ќе замолам тогаш